Централно издание на дневникот на К1. Добро вечер. 80-годишна старица се задушила во својот дом во Росоман вчера утро на улица Душан Кирик од чатот запалено ќебе, кое е било оставено на термопечка, информира Министерството за внатрешни работи. Смртта била констатирана од страна на лекар без траги на насилство. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Кавадарци. По наредба на јавен обвинител, телото на починатата е предадено на семејството за погреб. Во продолжение следуваат настаните на денот. Општина Велес има донесено 36 урбанистички планови со цел развивање на индустриските зони. Започна постапка за избор на компанија која ќе го реконструира ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков во Кавадарци. Со премиерата на представата Ана Комнена, театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот ја отвара новата сезона. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска и утре е во Македонија. Работната посета на земјава ја започна со средбата со премиерот Емил Димитриев. Разговарале за актуелната состојба во државата. Пред средбите со представниците на политичките партии во изјава за медиумите, Хан потенцира дека важно е новата влада да се формира на солидна и широка основа. Овој пат еврокомесарот Хан на средбите со представниците на парламентарните политички партии немало да дава никакви предлози. Важно е да се нагласи дека изборите сами по себе не се крај на процесот, тие се важен и неопходен чекор, меѓутоа следниот чекор е формирање на нова влада, што е можно поскоро, има многу предизвици, има многу економски, безбедносни предизвици, има можности за соработка во регионот, важно е новата влада да се формира на солидна, широка основа и да ја следи европската перспектива. Нема да даваме совети на било која партија како понатаму да продолжи со своите активности, но сите треба да бидат свесни за сопствената одговорност. Сега се работи за интересите на државата, интересите на граѓаните. Мнозинството на граѓаните се обединети околу европската перспектива. Тоа значи многу предизвици во иднината, меѓутоа тоа значи и донесување на многу одлуки, а крајната цел е подобрување на условите за живот во земјата, подобрување на сите перспективи. Колку што порано се формира влада, толку ќе биде подобро. Мислам дека нема време за губење. Ова ќе биде мојата порака. Конечно, кога зборуваме за демократија, владење на право, суверенитет, тоа мораме самостојно да го направиме. Тоа значи дека земјата сама мора да одлучи. Политичарите на оваа земја мораат да одлучат, да ја донесат конечната одлука, треба да бидат свесни дека ни требаат соговорници кои се залагаат за европската перспектива и кои може да ни гарантираат дека можеме заедно да тргнеме на овој пат во следните години, патот кон европската интеграција. Ова е одлучувачко значење и не треба да се губи време. За средбата на еврокомесарот Хан со премиерот Емил Димитриев, но и за протестите на Охригени против специјалното јавно обвинителство, подоле во овој дневник. Продолжуваме со теми од нашиот град. Општина Велес активно работи на изработка на детални урбанистички планови на повеќе локации во градот, како основа за уредување и опремување на градежното земјиште. Во 4-годишниот мандат на градоначалникот Славчо Чадиев изработени се вкупно 36 урбанистички плански документации на вкупна површина од 1890 хектари. Општина Велес урбанистички се уредува. Во 4-годишниот мандат на градоначалникот Славчо Чадиев изработени се вкупно 36 урбанистички плански документации. Целта на донесувањето на деталните урбанистички планови е развивање на индустриските зони, изградба на нови објекти, уредување и опремување на градежно земјиште во Велес и населените места, потенцираше градоначалникот Славчо Чадиев. Гледано по години, што би значило тоа?
2013 се изработени 5 плана, 2014 7, 2015 се изработени 13, 2016 се изработени 11 нови урбанистички планови. Вкупно, гледано во изминативе 4 години, урбанистички испланирани се површини од 608 хектари на територијата на општина Велес. Чадиев нагласи дека општина Велес со исто темпо на работа ќе продолжи оваа година. Изработката на урбанистичките планови за 2017 година се веќе во програмата на Советот на општина Велес. Изработка на 14 нови детални урбанистички планови, без тековните вела, и на 11 општи акти по населените места. Со овие 11 општи акти комплетно ја завршуваме урбанизацијата во сите населени места вон градот, без разлика на колку жители има било кое населено место. Изработката на деталните урбанистички планови во наредниот период ќе овозможи во Велес да се изградат нови населби за живење по европски стандарди, истакна Чадиев. Ќе биде зголемен генералниот урбанистички план кој е во напредна фаза на изработка за нови 800 хектари површина. Тоа значи на нашите сограѓани ќе им понудиме нови населби за живење, изработени, направени по сите европски стандарди. Тоа значи улици по стандард, тоа значи секоја населба ќе има секоја улица во новите населби ќе има своји тротоари, ќе има ставена водоводна инфраструктура, канализациона инфраструктура, видливи хидранти. Во тек на изработка се уште 30 детални урбанистички планови на различни делови во општина Велес, чија инвестиција вреди 8 милиони денари. Чадиев напомена дека во изминатите 14 години вкупно урбанизирана површина е 1000 хектари, а за само 4 години таа изнесува 1890 хектари. Преку Бирото за јавни набавки веќе е започната постапка за избор на компанија која ќе го реконструира ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков во општина Кавадарци. Станува збор за инвестиција во вредност од 5 милиони денари, обезбедени преку буџетот на Министерството за образование и наука. Ова денеска го објави на својот Facebook профил заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Започнува унапредувањето и на ученичкиот стандард, особено во делот на подобрување на условите за сместување и престој во државните ученички домови. Ова денеска го објави на својот Facebook профил заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Во овој контекст, со задоволство информирам дека преку Бирото за јавни набавки веќе започнавме постапка за избор на компанија која ќе го реконструира ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков во општина Кавадарци. Станува збор за инвестиција во вредност од 5 милиони денари, обезбедени преку буџетот на Министерството за образование и наука. Рокот за доставување на понудите е до 1 март, пошто ќе следи евалуација и избор на најповолната и секако почеток на градежните активности. Автотакси превозниците од Велес секојдневно се соочуваат со проблем околу паркинг местата. На означените места за такси возилата многу често се паркираат приватни возила. За да се реши овој проблем, градоначалникот Чадиев најави одредени акции во наредниот период, како и соработка со СВР Велес. Автотакси превозниците од општина Велес се соочуваат со проблем околу паркинг местата кои што согласно законот се пропишани за нив. Тие се жалат дека на означените места за нив многу често се паркираат приватни возила, а дополнителен проблем им прават така наречените диви таксисти. Ние повторно ќе ги викнеме на состанок службите од СВР кои што се грижат околу паркирањето, односно дали се регуларно паркирани автомобилите во градот. Повторно ќе имаме со нив состанок. Точно е дека има и одреден број на диви таксисти кои што се нелојална конкуренција на оние што редовно извадили лиценции и општината има обврска да тоа го регулира. Градоначалникот Чадиев најави одредени акции во наредниот период и ја потенцираше неопходната соработка со секторот за внатрешни работи, како и нови средби со автотакси превозниците со цел надминување на овој проблем. Во општина Велес во моментов има издадено 60 лиценци за автотакси превозници, а лиценцирани се 129 возила.
По Неготино, општина Росоман е втората општина во Тиквешијата, која за секој новороденче ќе исплаќа паричен надомест на семејствата. Советниците на последната седница одлучиле за секое првороденче во општина Росоман да бидат наменети по 3000 денари. Заклучно со јануари оваа година, за сите првороденчиња општината исплаќаше по 1500 денари, а со последното решение сумата е удвоена. Целта е да се стимулира наталитетот во општината. Парното грејење во гимназијата Кирил и Методи од Неготино функционира нормално. Учениците учат во топли простории. Директорката на гимназијата Оливера Николова Ташева денеска ја информираше јавноста дека парно грејење има, парно системот нема дефекти и континуирано се загрева училиштето. Парното грејење во гимназијата Кирил и Методи од Неготино функционира нормално без никакви проблеми. Истовремено и парно системот нема дефекти и континуирано се загрева училиштето. Директорката на гимназијата Оливера Николова Ташева денеска ја информираше по широката јавност откако на нејзина адреса пристигнаа укори дека во гимназијата парното грејење е исклучено. Николова Ташева вели да се престане со нарушување на угледот на училиштето, да не се шират лаги и манипулации, бидејќи во училиштето се едуцираат ученици и работи наставен кадар на кој приоритет има образованието. Сакам да информирам јавноста, граѓаните, родителите и учениците дека со Свети Кирил и Методи Неготино училиштето функционира нормално, без никакви проблеми во грејењето. Учениците учат во топли училници, парно грејење има, парно системот нема дефекти и училиштето континуирано се загрева. Николова Ташева потенцираше дека училиштето е со долга традиција во која се едуцирале многу генерации кои потоа се гордост на општеството. Таа исто така одговорно тврди дека во училиштето учениците имаат права, одговорности и можности за демократски диалог. Секој изнесување на невистини и рушење на угледот на училиштето сноси одговорност. Секој ученик има право да го изрази своето мислење и нема потреба од покажување на револт, бидејќи јас и вработените секогаш сме отворени за разговор и решавање на можни проблеми. Никој на никого не врши притисок, но секој има обврска да ги почитува законите. Николова Ташева рече дека таа како директор нема да отстапи од мисијата на училиштето и секогаш ќе се труди да создава услови во кои ќе можат учениците да стекнуваат знаења. Парното функционирало и за време на зимскиот распуст, по неколку часа во текот на денот и по неколку часа во ноќта, за да не дојде до поголеми штети како пукање и замрзнување на цевки и слично, кога температурите беа длабоко под нулата, вели професорот по биологија Стефчо Шарац. Парното грејење во нашето училиште секој ден функционираше по неколку часа уклучено, неколку часа исклучено, се со цел да имаме грејење, додека учениците не беа присутни, а ние бевме, да не се случи некоја хаварија, замрзнување на цевки, на радијатори, на системите кои се вклучени во тоа грејење, така да континуирано имало затоплување на овој наш, да не кажам, прекрасен училишен центар, кој што е огромен објект со голем број на лаборатории, на кабинети, на училници, со спортска сала и така натаму. На температурите од минус 20 степени, никаде кај нас не се јави никаков дефект, баш поради тоа што имавме континуирано одржување на системот за грејење и со почнување на второто полугодие, парното континуирано работи, бидејќи сме во 2 смени грејење имаме предпладне и послепладне, некаде до 19 часот училиштето е затоплено. Училиштето се простира на околу 6000 метри квадратни, заедно со спортската сала. 633 ученици одат во двусменска настава, а се образуваат на 3 струки. Парното се вклучува во 5 часот наутро, а се исклучува во 17:30, вели директорката Николова Ташева. Со премиерата на представата Ана Комнена, театарот Јордан Хаджи Константинов Џинот ја отвара новата сезона. Станува збор за последната премиера на минатогодишната програма на Велешкиот театар, поддржана од Министерството за култура. Премиерата е закажана за 17 февруари.
На текст на Сашо Димовски, а во режија на Ненад Витанов и Васил Зафирчев, Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот ја подготвува представата Ана Комнена. Станува збор за последната премиера на минатогодишната програма на Велешкиот театар, субвенционирана од Министерството за култура. Истата е голема продукција, византиска тема, во која учествува речиси целиот ансамбл на театарот, како и неколку постојани надворешни соработници и млади студенти. Ова е голем проект на кој постпродукцијски се работело 2 години. Станува збор за голема продукција не само заради технолошкиот и техничкиот карактер на представата, туку пред се заради темата која што представата е третира. Иако во суштина таа третира историски контекст кој го опфаќа владењето на династијата Комнени, една од најпознатите династии на Византиското царство. Зафирчев истакна дека представата го преиспитува феноменот на власта, феноменот на моќта и жената и позицијата на жената во сето тоа. Станува збор за исклучително моќна историска фигура. Представата третира два аспекти. Едниот е жената, а вториот историскиот контекст, вели режисерот Ненад Витанов. Историскиот контекст е веднаш после расколот на Источно и Западно Римско царство и почетокот на првата крстоносна војна. Време многу слично на денешното. Кога на овој ист простор, поширок простор, мислам, Балкан, Блиски Исток, се случуваат истите работи. Автор на текстот е Сашо Димовски, кој исто така е драматург на истиот. Текстот почива на 3 постулати, рече Димовски. Првиот концепт на кој почива представата е родовото устројство на светот, односно позицијата на родот, неговата неправедна занемареност, неговата потиснатост. Како втор постулат е концептот за власта, односно позицијата и улогата на жената во власта, и како трети, за мене лично најважен концепт во преиспитување на концептот на вербата, односно позицијата на Бог. Ликот на Ана Комнена го толкува актерката Кети Борисовска. Ана е најголемиот воин во борбата за добивање на нештата со правото кое ни следи по природен пат. Незиното најсилно оружје што е апсолутна жена. Сценографијата е на Валентин Светозарев, костимографијата на Раде Василев, драматург на представата е Јелена Лужина, музиката на Сашко Костов. Премиерата е закажана за 17 февруари. Со низа активности, Општина Демиркапија го чествува Свети Трифун, празникот на винарите и лозарите. Од локалната самоуправа информираат дека сите граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа манифестација, новиот воз на 14 февруари, бесплатно ќе сообраќа на релација Скопје Демиркапија. Во рамки на манифестацијата Недела на традицијата Свети Трифун, Општина Демиркапија со низа настани ќе го одбележува празникот на винарите и лозарите Свети Трифун. Новиот воз на 14 февруари бесплатно ќе вози од Скопје за Демиркапија. На тој начин сите заинтересирани ќе може да бидат дел од традиционалната манифестација посветена на грозјето и производите од него, која организира Демиркаписката општина. Според информациите од локалната самоуправа, возот во Демиркапија ќе пристигне во 10 часот, а ќе се враќа за Скопје во 15 часот. Се стартува утре со подигање на фестивалското знаме, а во Музеот на виното во 19 часот ќе има изложба на фотографии од искупувањата на археолошките локалитети во Демиркапија. Во сабота на програмата се надпреварите во закројување и најдобри домашно произведени вине и ракии. За недела е предвидена мастер-клас дегустација за VIP личности, на која гости ќе бидат представници на дипломатскиот кур. Во понеделник е надпреварот за најдобра трпеза со традиционални јадења во винаријата Гама. Централниот настан ќе биде во вторник, кога ќе има свечено закројување на винова лоза, базар за традиционални производи и културно-уметничка програма. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска се сретна со премиерот Емил Димитриев, каде разговара за значајноста и потребата од членството на Република Македонија во Европската Унија. Во Охрид протести, охригени го изразуваат својот ревот кон СЈО, откако во изминатите денови оваа институција повикала 200 лица на распит. Вести од Македонија.
Еврокомесарот Јоханес Хан изутринава имаше средба со премиерот Емил Димитриев пред учество на денешниот министерски состанок за Западен Балкан, што се одржува во Скопје, а чиј домаќин е Македонското министерство за надворешни работи. Премиерот Димитриев и еврокомесарот Хан ја истакнаа значајноста и потребата од членство на Република Македонија во Европската унија и дадоа позитивна оценка за меѓусебните односи. Соговорниците разговараа и истакнаа свој мислење и ведување за разни аспекти на актуелната политичка ситуација. Беа акцентирани реформите кои се потребни за унапредување на стандардите во сите општествени сфери и беше изразена посветеноста кон продолжување на соработката во нивното спроведување. Еврокомесарот Хан истакна дека Европската унија го почитува интегритетот на нашата земја и нашата европска иднина. Охриѓани на протест пред локалната полиција. Нови начин присутните велат дека го изразуваат својот револт кон специјалното јавно обвинителство, откако во изминатите денови оваа институција повикала 200 лица на распит. Присутните пред камерите велат дека во изминатиот период преку сопствени донации помагале на многу болни, на поплавените, а донирали и за партијата. Според граѓаните, единствена причина заради која СЈО ги повикува на распит е нивното членство во партијата. Ево, дојдовме овдека пред полицијава, сите со покани, 200 луѓе од градов, малтретирани вчера и бркани по улициве за сведоци, да не знаеме зошто. Кој е гревот наш што си ја сакаме партијава и сакаме да ја помагаме? Сум и помагал на партијава цел живот. И на што личи ова овде? Ке не заплашуваат? Каде е ова, 48 година? Зошто не излезат да кажат? Што одработуваат? Нека се насочат на прави ствари, затоа што парламентот им даде задача. Тие доаѓаат, нас овде не испитуваат, зашто сме дали 1000 денари донација за партијава. Како членови во парламентот на Собрание на Република Македонија, како пратеници, сакам да изјавиме следно. Пред 10 минути бевме кај одговорните на селективното јавно обвинителство, затоа што денеска за мене како пратеник специјално јавно обвинителство не постои. Затоа што работи селективно и против надлежностите кои Собранието на Република Македонија им ги даде. Не случајно денеска представниците на селективното јавно обвинителство, не специјално, дојдоа во Охрид да покажат мускули и да посеат страф над 17.000 охриѓани кои ги дадоа гласовите на ВМРО ДПМН. Според правните експерти, повикување на 200 лица на распит во изден е нелогичен потек на СЈО и има за цел предизвикување на медиумски спектакл, како и обид за вршење на притисок врз ВМРО ДПМН. Електронски систем за водење на регистарот на откупувачи на земјоделски производи со целосна евиденција на родот се воведува во земјава. Евиденцијата се врши од договорените количества со производителите до откупните цени и нивната исплата. Со воведувањето на електронскиот систем ќе има целосен увид во работењето на трговците и откупувачите и на тргувањето со откупните центри. Исто така има контрола на исполнување на условите од договорот меѓу трговците и фармерите. Се очекува бројот на договорите кои ќе се внесуваат во системот на годишно ниво да се движат помеѓу 50 и 100.000. Вкупните тргувања треба да бидат неколку пати повеќе. За неколку групи на земјоделските производи ќе се води електронска евиденција, односно за тргување со овошје, зеленчук, грозје, добиток, млеко, печурки, жита, маслодajни култури и мед. Турската полиција уапси 4 припадници на групата Исламска држава, осомничени дека подготвувале напад. За време на рацијата запленети се 24 самоубиствени појаси, околу 150 килограми експлозив, 2 автоматски пушки и други материјали. Следуваат вестите од светот. Уапсени се 4 припадници на групата Исламистичка држава, осумничени дека подготвувале сензационалистички напад од страна на турската полиција, јави туристичката новинска агенција Анадолија. За време на рацијата запленети се 24 самоубиствени појаси, 2 автоматски пушки и околу 150 килограми експлозив.
Осумничените се уапсени во операцијата изведена во градот Газиантеп, во близина на сириската граница. Полицијата не ја соопшти националната припадност на осумничените. Во 29 провинции ширум Турција, околу 750 луѓе минатата недела се приведени во текот на големата полициска рација ширум Турција, под сомнение дека се поврзани со исламистичката држава. Во Турција минатата година се случија низ за напади за кои одговорност презедоа исламистичката држава и курдските екстремисти. Отпечатоци од прсти при минување на границата треба да оставаат сите странци кои пристигнуваат во Кина, јави денеска агенцијата Ксинхуа. По утврдувањето на новите правила од Државниот совет на земјава, оваа одлука е донесена од Министерството за јавна безбедност на Кина. Отпечатоците од прсти задолжително треба да даваат сите странци на возраст меѓу 14 и 70 години, а новите правила не се однесуваат на лица кои пристигнуваат со дипломатски пасоши, за членови на официјални делегации, државни службеници или во посебни случаи, предвидени со билатерални спогодби, се вели во соопштението на Министерството за јавна безбедност на Кина. Првиот пункт за давање отпечатоци ќе почне да функционира на аеродромот во Шенжен во провинцијата Гуандун. Мајк Помпео, директорот на Американската централна разузнавачка служба, денеска во посета на Турција, претходно договорено во телефонскиот разговор меѓу претседателите на САД и Турција. Планирани се разговори за безбедни прашања за време на неговата посета, соопштија турските власти. Борбата на Турција против движењето предводено од исламскиот преповедник Фестулах Гулен, кој воено живее во САД, а кого Анкара го обвинува дека го организирала неуспешниот пуч во јуни минатата година, е една од темите на средбите на Помпео со неговите турски соговорници. Разговорите на шефот на ЦИА меѓу другото ќе бидат посветени и на прашањето за сириските курдски борби, кои Анкара ги смета за терористи, поради нивната поврзаност со курдските бунтовници, чија курдска работничка партија е забраната во Турција, навестуваат турските власти. Објавено е писмо од организаторот на нападите од 11 септември до поранешниот претседател Барак Обама, каде се упатуваат обвиненијата за Вашингтон и се објаснуваат причините за нападите. Писмото го објави американскиот весник Мајами Хералд. Халид Шејд Мохамед, кој се смета за главен организатор на нападите од 11 септември, го напишал писмото во јануари 2015 година, но затворот во Гвантанамо не го испратил до Обама. Истата година во септември службениот адвокат поддал молба за испраќање на писмото до примачот. По една година судијата одлучил да даде дозвола и тоа се случило во моментите кога Обама си одел од Белата куќа. Во ова писмо има 18 страници кое според адвокатот Мохамед почнал да го пишува во 2014 година за време на војната операција на Израел. Во писмото тој пишува: на 11 септември ние почнавме војна против вас. Тоа го направивте вие самите и вашите диктатори во нашата држава. Воедно тој во писмото наведува долг список со воени интервенции на САД од Ирак до Виетнам и Хирошима. Денеска имаме претежно облачно време. Во вечерните часови и во текот на ноќта се очекува слаб локален дожд повеќе во јужните и во југоисточните делови од земјава, а на планините слаб снег. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!